Добар ден, добро вечер, не знам кога точно го слушате подкастов. Ова е 18-та епизода на Celebrate Life подкастот и веројатно е првата епизода што не е снимана на дистанс, него е снимана уживо. Животот не прави борци или пак жртви, секој од нас различно го доживува со тоа. Ја, доколку не се борев у животот, немаше да работам 20 години дизајн, затоа што ќе останев Art Academy dropout и професорите ќе ме демотивирауше од старт, али тоа не беше причината за да продолжам да го работам тоа што го работам. Денешниот мој соговорник има многу добар бекграунд и прича. Гого, здраво и фала ти што прифати да бидеш гостин на подкаст. Многу интересно дека имаме малце друг тип на човек. До сега имавме тројца спортисти, али ти имаш многу поразлична прича од сите нив. Како си, како те снајдел локдаунов у Македонија? Здраво на сите. Фала ти на поканата за гостување на подкаст. Прв пат ми е ова. На сите скоро соговорници на прв пат. Да, јако е. Локдаунот не го доживувам нешто претешко, затоа што вежбам, поминувам време со најблиските, со луѓето што ги сакам, така да малку имам temptation со фрижидерот, имам проблеми, тука е борбата, али освен тоа немам некои големи проблеми. Значи, устари ти си тука малтене на рекавери. Да. Психички рекавери и на физички. Да. За сите што не знаат, Гого е професионален боксер. Веројатно цел живот се занимаваш со бокс, така? Не, 8 години бев фудбалер и после почнав со бокс. Значи таков транзит има. Да, така да негде на 15-16 години почнав да се занимавам со бокс. Али никогаш не се такмичав во Македонија. Почнав со аматерски борби во Америка. Имав некој 5-6 аматерски и сега сум профи. Да. Ти замина од Македонија пред 6 години да го живееш својот американски сон, иако ти викаш дека се уште не е задоволително на тоа кај што си. Него ај малце да тргнеме како се развиваше патот, како реши од западно Скопје да се упатиш у Америка, желбата за побрз прогрес или пак? Сакав едноставно да успеам во спортот, дефинитивно. Мислам малце поинаку е Америка, знаеш, гледаме амерички филмови, си да ти работи, слушаш песни и мислиш дека е многу јако. Уствари, кога дојдов во Америка, почнав да работам во Walmart и, знаеш, the lowest го осетив. Тешко е дефинитивно, но се исплати. Да. Се исплати да работиш на себе, да го живееш сонот, да го работиш тоа што го сакаш едноставно. Да, од никако не е епизодиве све имам фајтери, а ти си као вистински фајтер и професионално и приватно. Веројатно моментот кога си се соочил со тоа дека мораш да работиш и дека мораш да тренираш, тоа е силната желба устори за целиот тој прогрес. Така да до бесконечно можеме да збориме колку е тоа макотрпно, али колку е побитно човек да верува во такви моменти со себе и силната цел да го движи цело време. Да, па не можеш едноставно, ја лично не можев да се помирам со тоа дека работам цело време и ме држеше малце како инат. И тоа цело време те држи да бидеш и на диета и да бидеш дисциплиниран и на тренинг и знаеш, си повторуваш цело време, нема да го живеам овој живот и постојано идеш и даваш се од себе на тренинг и на самите борби. Имаш future goals со тоа, така да тоа е целата работа. Како изгледа еден тренинг твој, што е битно за луѓето што сакаат да се занимаваат професионално? Малтене ние, мојата публика се претежно уметници, али пошто е прилично хајп. И ова е уметност. И ова е уметност, да. Тоа сакав да кажам дека реално и движењето у боксот е малтене као некој вид на перформанс. Периодов у локдаунов многу луѓе почнаа да вежбаат и се останато и као што е битно за една истреност за професионален боксер. Да бидам искрен, многу работи се битни, затоа што не е само физичката припрема. Можеме сите да дадеме се од себе и кога станува збор за
мускулно да се направи нешто или физички, но треба психичка припрема, исто така. Треба психомоторика, конектирање на раце, нозе со мозок и сите тие работи. Смиреност треба, се работат на повеќе работи. Секој тренинг е различен у принцип. И дури и јас сега во двор кога тренирам или имаш импровизирана теретана ти да. И кога тренирам, гледам тренинзите постојано да се различни. За да не може шаблонски да се тренира и за да не бидам како еднодимензионален боксер едноставно. Ако тренираш шаблонски ќе имаш само една брзина, знаеш, само прва и само идеш напред-назад, едноставно тоа е целата работа. Целта е да се фаќаат агли, да се испрецизира тајмингот убаво да биде, на се работи едноставно. Дали ако поише тренираш толку површе скилс, се прашање брзина или пак тоа е само прашање на време и можеби техника во боксување, пошто сите сегменти се битни, се работи на исто, на брзина се работи на скилсет, се работи многу на рекавери, за да може тоа да биде едноставно као постојано да биде, да нема застој, да нема бърнаут. Знаеш, 3 силни тренинзи и после 2 дена одмарам, не можам да станам од кревет. Да. Значи постојано да има и како флоу да има едноставно. 365 дена во годината, 6 дена тренинг, 1 ден одмор. У тие 6 дена расподелот на тренинзи е во зависност од борбата, колку е далеко. Ако е 3 месеца, 2 месеца далеку, голем е интензитетот на тренинзи, е по 2 до 3 тренинга на ден, се работи нели на сабајлички, на кардио, потоа бокс, вечерта strength and conditioning или кардио повторно, зависи од денот. И после како се приближува датумот на борбата, се намалуваат тренинзите и интензитетот за да може телото се повеќе да се враќа во, нели, да прави рекавери. Значи, мислам, ова малтене е као day job. Да. Само што не престанува, него као цел ден. Као што стануваш, цел ден уствари имаш тренинг, кога ќе видиш. Тоа е цело време, да, дефинитивно. И не смее да се потфрли ни еден ден. Не, као да не смееш грешка да направиш. Не смееш да направиш грешка во исхраната, затоа што не е проблем дали ќе се здебелиш или нема да се здебелиш од еден ден, туку перформансот ти се менја истиот ден. Одма ќе заприметиш дека нешто лошо си внел во себе, дали е од течност, дали е од храна или било што, знаеш дека нешто не штима едноставно. Значи нутриционистички све пазиш уствари, така? Мора. Што поише пазиш, што поише поосетлив ти стана организмот на различни, знаеш, на фестфуд да речеме или нешто тако. Да изедам сега фестфуд ќе не може телото рекавери да ме направи 3 дена. Пример. Да. Правиш инфламација на органите од внатре и сите тие работи и го отежнува процесот на рекавери и се до тоа е како еден зачаран круг. Битно е да се одржи една тежина цело време или пак може да намалуваш, да зголемуваш? Па различно прават сите боксери. Некои луѓе варираат дури до 20 кила и дефинитивно телото прави поубаво рекавери кога му внесуваш храна и нутриенти, кога ја лимитираш храната и сите нели внесувања. Помали нутриенти, помалку витамини и сите тие работи и поизложен си и на повреди, и на болести, и на... Значи малтене уствари си го запознаеш и телово и уствари знаеш што е добро или све. И гледаш на што реагираш, на што не реагираш, што ти прави да си омалаксан на сабајле и сите тие работи. Интересно е, едноставно е наука. Постојано. Имав период кога се хранев со нутриционистка една и уопште не ми одговараше нејзината храна. И како ова поправила, викам, не е поправила затоа што телото мое не ми кажува дека ова е добро за мене, не се работи ни за психичка блокада, ни за ништо, едноставно. Треба да се го следиш. И тоа е проблемот и кај многу луѓе, знаеш, идат по шаблон. Овој јадел вака или овој нутриционист дал на овие луѓе одредена исхрана и сега му работи тоа кај има резултати кај тие луѓе и сега и тебе, како може кај тебе да нема, значи не пратиш, те напаѓа.
И треба едноставно, секој организам е различен. Треба нели крвна слика да се направи и сите тие работи. Колку се строги правилата за храната и за све останато? Мислам као дали 3 кила може да сменат многу една борба? Се може би е глупо прашање, али као... Па да, дефинитивно менја, затоа и ние се појавуваме потешки на самата борба. Пример, ќе кажам во паунди, јас на претходната борба се измерив на денот на мерењето 168 паунди, утре дента влегов во борба 185 паунди. Значи, сите дехидрираат колку што можат повеќе, за да влезат во категорија и после утре дента се враќаат во она килажа која што движат секојдневно. Супер, ова беше фри информативен нутриционистички совет, така да следите си го тело тебе професионалец ви кажува. Малце да се вратиме у daily life и колку е битно, пошто ова е недела кога е менталното здравје у фокус, менталната хигиена. За боксери викаат дека треба да имаат многу сталожен и sharp mind. Да. И дека е многу битно покрај физичкото и менталното здравје. Да. Што имаш да кажеш околу себе? Дали е вистина дека боксерите се стварно sharp minds цело време или пак тоа е различни луѓе се? Индивидуално е, да, дефинитивно, ама повеќето да, мора да се тоа им го изнудува боксот едноставно. И мислам дека секој атлета мора да биде во било кој спорт мора да бидеш смирен. Ако не си смирен во фудбалот ќе направиш црвен картон, ако не си смирен во кошарката, нели, 5 лични или како и да се правилата. Значи мора сталоженост, мора смиреност, калкулативно да се реагира на секоја ситуација. Прилично повеќето спортистите се темпераментни, така да тоа е целата работа да се смири оној другиот во тебе. Многу е битно mental health, затоа што постојано треба да си присутен, постојано треба да си фокусиран, концентриран, 100% присутен или на тренингот, на самата борба, изолиран од сите работи, да не, затоа што и ние, што ако сме боксери, имаме страв нормално, секој нормален човек има страв. И во соблекувалната ти треба да си психички доволно јак за да можеш да го потиснеш стравот, за да можеш да изгледаш и да се појавиш во рингот и да to perform how you supposed to perform. Вака звучи како епизода од Netflix све ова, као фала ти што го шеруваш, пошто добро, вака интересно е за звучење. Транзитот во Америка веројатно идеше постепено сето тоа. Ти си прилично самокритичен вака од која... Да, сега сум самокритичен. Мислам, те гледам и као за мене тоа што имаш толку пораснато у Америка е стварно многу. Да. За тебе е веројатно малку, затоа што знаеш кај сакаш да се развиеш и све останато. Значи, од Западно Скопје идеш у Чикаго. Да. По Чикаго... Од Скопје во Аљаска, од Аљаска во Чикаго. Значи тоа е устари транзитот на многу луѓе. Да, таму бев на work and travel, од во Аљаска 4 месеци, да. Како спонзориран атлета на Сешал. И после се спушти во Чикаго и од Чикаго Мајами сега од јануари. Имаш 6 борби до сега? Да, 6 професионални. 6 професионални борби. Да, тоа е многу битно, професионалниот момент. Да. И кај се гледаш реално идниот период, као веројатно имаш некои зацртани цели, тоа е да, имам постојано целите, значи едната таа што ми е long term целта, ми е светска титула, таа не се менја. И сега на short term и на mid term се менјаат постојано. Пример, сега short term ми е нели овие тренинзите да останам healthy, да и сите тие работи, тоа ми се daily goals. А midterm можеби ќе видиме, сакам да ја представам Македонија ако може на Олимпијада. Тоа е прекрасно. До сега сме имале представник? Сме имале, да, ама не пратам за тоа прашувам. Сме имале во Југославија. Супер. Во Југославија, во боксот мислам дека името му е Реджеповски, он бронза има освоено. И уште еден представник што мислам што има освоено златна медалја, тоа е во борење, Шабан Трстенов. И
TS, мислам. И супер. Да. Па ајде, со лесно нек се отвори патот као. Фала. Па реално кој има више професионалец што работи цело време тоа, зашто да не. Да. Але не знам, многу е битно тука да се покажуваат добри прикази, знаеш, као. Да. Ја на пример кога ќе направам некој дизајн и сега ќе отиде у Кина или некаде, као кај живееш ти, као викам у Southeast Europe. Но кај е тоа бе? И знаеш, обично се чудат, пошто не знаат од кај сме и многу е битно позитивни примери од тука. Да, убаво да има успеси на секое поле од овде, за да има представништво надвор од земјава, за да може да не знаат други по друго. Више да се третира малце и на повисоко ниво, као професија се тоа тука, знаеш, што например тоа исто како уметност, која ќе ми кажат деве на 36 години више црташ, као да бе, као тоа ми е животот, текме. Као немам друго што да правам у животот. Супер, боксов и општо ММА, бодибилдинг, малтене се претвори у некој бизнис, шоу, мислам што не е лошо, као има више многу брендови специализирани. Да, скоро секој спорт. Најновиот хајп у моментов е борбата на Тайсон и Холифилд. Да. Што се дискутира више 5 месеци. Као тоа ја не пратам бокс, нали, као чим до мене допрела информацијава. Да. Веројатно тоа е сериозно. Како ти гледаш на сето тоа? По мене ми е дефинитивно Тайсон идол уште од детството, ама овие работи се за шоу, да. И не е дека они пробуваат да направат пари од цела оваа работа или да покажат дека стварно се во форма, затоа што имаат над едниот, мислам дека има 53 години, а Холифилд има 57. Нема да покажат они некакви перформанси. Борбата е хајп, дефинитивно. Ама што е супер, реално. Да, би било интересно, ќе продадат многу карти, промотерите ќе направат пари и едноставно народот да сака филм. Тоа можам да кажам. Океј, ма не као добре, нешто. Сакаш шоу. Океј. Да, има шоу, да. Интересно. Али од боксерска гледна точка е едноставно малку и смешно. Да, се ругаат луѓе по интернет и мене малце тоа тапа, затоа што као остарат луѓе одма ги деградираат и ги забораваат у тој момент кај што биле битни и се знаат. Не, они дефинитивно ќе бидат легенди и се Hall of Fameri и сите тие работи и нека останат таму каде што се. Да, она канибалскиот момент со гризењето на увото, тоа е веројатно ќе остане меморабл у историја на бокс, така како со увод. Не е тоа. Мислам, Тайсон малтене повикал и на многу социјални теми, без разлика што правил и пиздари, али као е битен фактор. Да, постојано е активен на подкасти, на интервјуа, постојано го гледам. Да, супер. Дали боксов се менува? Се менува многу, да. Многу е различен од времето на Мухамед Али од 70-тите. Многу е многу поголема наука е влезена, едноставно огромни тимови стојат позади боксерите од како цела лабораторија едноставно. И се гледа во самите перформанси на сите врвни боксери. Мислам се гледа самата еволуција на бокс. Колку е битно човек да верува тоа што сака да го работи? Многу е битно. Не е само да се верува во тоа што сака, туку да се верува во себе, во било што, да земеш да косиш треба веруваш во себе дека ќе искосиш едноставно. Колку и да звучи, знаеш, смешно. Стварно е така. Затоа што не е да се верува како јас сум најдобар боксер или сите тие работи, туку едноставно ќе бидам најдобар на секој можен тренинг. Најдобар, не мислам најдобар во джимот, туку подобар од претходниот пат. И дефинитивно ќе го направам тоа, цело време да се верува дека ќе се направи, затоа што ако не веруваш дека пример во боксот можеш да го удриш противникот со одреден удар, стварно нема да го удриш. Затоа што не е дека као нема да го те кочи мозокот, премногу размислуваш, не го користиш тајмингот, луѓето се движат во рингот, едноставно го губиш моментумот, го губиш својот потек, како наша губиш едноставно.
Да, интересно е, например, кај тебе многу ми се свига што ти не најаваш својата борба со хип-хоп и Аха, со да. нека ултра стритерски хип-хоп. Да. Дали тоа те мотивира уствари? Дали Скопје останува инспирација кога влагаш у рингот? Добро, ја го имам ѓорческиот менталитет дефинитивно. Брат, сите го имаме од своето мало. Да, што сум модифициран малку. Да, слушам андерграунд, постојано рап, на тоа вежбам и со тие песни искачам. Значи социјалниот момент историте движи тебе као мислам Да. музикава социјална ептен. Да, ми е драйв, да, дефинитивно. Да, добро, тоа е. Да. Кул, види, уметноста е таа што движи и се останато. Да. Периодов се покажа дека да не беше уметноста, не знам како ќе преживеа многу луѓе. Локдаунов колку што донеса добри ствари, донеса и лоши, знаеш. Да. Ние може сме тренирани за све ова, али многу луѓе тешко го поднесоа тоа. Да, да. И не, мислам и ги разбирам, знаеш, од една страна. Се останато, што правеше локдаунов? Гледаше филмови, нешто слушаш или конкретно само тренираше? Те прашувам ова, пошто малта ниша трае локдаун. Да. У светски рамки ти имавме среќа да те начекаме у Скопје, да го снимаме ова, да не го снимаме на интернет. Да. Тренирам, гледам документарки, седам со девојчето, седам со моите дома, посветувам малку family time, затоа што ги отидам таму, не знам кога пак ќе се вратам, бара посветеност. Пробувам да се едуцирам на секој можен начин. Не може да се пофалам, сум прочитал 10 книги, ама почитнувам по некоја страница. Абе нека види, мислам, што е битно? Мислам, Се шалам, сакам да кажам дека овој притисок на интернет што го прави дека сите се ултра хепи, сите се паметни, сите дека читаат, да. и тоа дека го споделуваат, као ми прави притисок. Ја да ти кажам, не изгледав ниту еден филм, ниту една книга не прочитав. Као цел локдаун се занимавам со нешто друго. Убаво е, ја постојано сакам да сум продуктивен on daily basis, знаеш, онака и да се осеќам исполнет, мора да направам нешто што мислам дека ќе ми донесе придобивка утре, пример. И затоа сакам или да тренирам, тоа дефинитивно, ама сакам и да се едуцирам, нели, за да не бидам приглупичок. Не да си приглупичок, имаш своја професија кај што си докажан тоа, не е. Да, тоа е, мислам, малтене стереотип дека спортисти се глупи. Тоа е тотален буllshit. Да, па затоа што некако мислам дека беше стереотип затоа што никој не конта колку кошта 15 сати да ги посветиш денот на тренинг. Да. Така да бара многу жртва, дефинитивно. Да, мислам реално ти да го си го посветиш цел живот на тоа е сериозно. Да. Ама постојано бара исто така и едукација на ментално ниво, затоа што се склучуваат договори со менаџери, со промотери, треба да се читаат тие работи, се напишани, нели, секој збор е двосмислен и менаџерите се опасни луѓе, не. Треба да се размислува и буквално тоа е игра на надмудрување, треба да си не можеш само да подпишеш. Туку така и во секој спорт е така. Во секој спорт тие се присутни, менаџерите, промотерите и сите тие, нели. Имаш менаџер сега, така? Да, сега сум менаџиран од еден кој сега и е промотер и менаџер, прави свој шоу во Мајами. Така, дали Мајами е меката за боксот у моментов во Америка или Мајами и Калифорнија се најдобрите места и за бокс, и за ММА и за сите други спортови. Дали Мајами делува како на фотки? Ја не сум бил. Да, стварно е филм. Мислам, за ја као имам фоловнато LA и Калифорнија Dreaming, као цело време следам такви блогови, али она Sunsets како добро изгледаат, тоа е. Да, многу убаво, дефинитивно многу е. Онака баш е филм. Ако не си работна класа, стварно е филм. Дискутабилно и што е работна класа. Да. Као јас сум фриленсер, работам по 15 сати, така да не знам што е и и работничка класа. Колку е битно американскиот сон да се реализира со себе, за тебе ствари.
Мислам, ти го живееш, можам тоа да- ти викаш дека не го живееш, али као некако... Можам да кажам дека ми е најбитно, да ти кажам, една од најбитните работи ми е и тоа е до негде лошо, затоа што некогаш одам во екстрим, само за да ги постигнам своите цели, запоставувам луѓе што ги сакам, запоставувам многу битни моменти и работи и не сум присутен на многу разговори, затоа што цело време мислам на тоа. Да, дефинитивно ме носи во екстрема и колку е добро, толку и малку лошо. Затоа што те одделува, не као те трга од. Интересно ми е ова твое идење враќање. Веројатно тоа е тој моментот што те држи тука фамилија Да, и се останато. Веројатно од многуте причини што ја не сум си емигрирал од тука е онаа емотивната уцена. да. Е што ти ќе одиш сега, знаеш, како беше тој момент, тешко ли е? Тешко беше, да. Мислам, тешко. веројатно емоциите нека знаат да надвладеат али сва среќа сегде сме више за 15 сати. Да. Да. Јас се отидов на 19 години. Тешко беше дефинитивно тоа, се одделуваш од сите на 19 години, освен другари и такви работи, не знаеш многу. Ако не можам да се пожалам дека животот ми бил тежок пред тоа, затоа што стварно не ми беше. И све ми било приуштено. Едноставно и да си отидеш од таква комфорт зона. Одмори, ова, она, значи сум имал нормален живот и да си отидеш од таква комфорт зона е малку тешко. Поготово да отидеш во земја каде што ни се соклапаш со менталитетот, ни ги знаеш правилата, како се функционира, нели, треба да плаќаш такси, ова, она, што од данок на државата, мислам. Да. Што не сум знаел како Дека се треба, прават тие работи. Али тука пак ќе се вратиме на моментот дека е борбата и вербата у себе и зашто тоа го правиш, као све пак е... Да, мора да останеш фокусиран постојано. Тешки моменти секој има и секогаш ги има, секојдневно. Некогаш може да има онака црни денови да не ти се станува од кревет, ама постојано тоа е и после станува во навика и рутина, борбата со одредени мисли. И тоа е, мислам, цел живот кај сите луѓе, да ги побиеш оние мисли кои што ти прават да те укочуваат во даден момент и да преминеш преку тоа и само да имаш верба во себе. Да, тоа е битно. А што те мотивира уствари покрај сето ова? Што види, верувам дека и спортистите го кркаат. Ја како уметник, кога кркам депресии, ја цртам со бои многу и луѓе што ме знаат, јасно им е дека у моментот сум даун. И све тоа, веројатно и спортистите имаат свој страгал и моменти кај што колку знае нека тоа да демотивира или пак цело време ти се бориш со вака тоа, мотивација, барам на дневна база. Значи не може да те држи мотивација на long term goal. Мотивација може да те држи на short term, на mid term goal, знаеш, онака знае да те мотивира музика, нели, луѓе постојано слушаат музика кога тренираат. И такви некои одредена информација, знае дали лоша, дали добра, знае да те мотивира, сега ќе бидам подобар поради тоа и тоа. Али тоа се кратки стази и не можеш секогаш да бидеш дривен од мотивација. Мора да има дисциплина, мора да знаеш што сакаш во животот и да го уживаш, не постојано, например, мене многу често драйвот ми е инат, градж, онака чувам и као ќе видите, ќе докажам, затоа што имам комплекс на да можам да кажам на нижа вредност, затоа што кога не ти дава државата да се истакнеш ова, она, не можеш да успееш и идеш на друго место и сега као ќе докажам ја на државата дека ја вредам, едноставно. Ама не можеш постојано да бидеш мотивиран од тоа и мора да во даден момент да сватиш дека ти вредиш, едноставно, и да продолжиш од тука без грач да ги правиш тренизите со поголема смиреност и да уживаш едноставно во нив. Или не само во тренизите, во се што правиш во животот. Да, мислам, спортов е тотално high on life. Да. Сум го искусил тоа, имав фаза во животот кога трчав по 10 километри.
и онака буквално си high on life. Да, Дали адреналинов е цело време присутен? кај мене да. Каков е адреналинов у ринг, уствари, као... Току знае колку е higher level of... Толку може да ме обземе некојаш што не ги ни памтам ни борбите. Значи, да, до тој степен. Па не сум едноставно истиот човек. Аха. Јас сум многу добро човече вака како ќе и не би сакал такви некои работи, не би можел да би ми било жал ако те удрам и ќе прекинам од даден момент. У ринг не те гледам воопште како човек. Па добро, види, тоа веројатно е нормален, пошто ќе го изедеш. Да. Да, и мора да си така. Да. Ама да, адреналинот е дефинитивно многу јака ствар и луѓе го наоѓаат во различни спортови. Например, одредени спортови што за мене се адреналински, за некои се страшни и обратно. Ја, например, имам другар што вози даунхил. Јас не можам данки да возам така, не ме пука толку адреналин кој што ме држи страв. А па е многу чудно затоа што сум професионален боксер. И има разлика едноставно, некои сакаат банджи џампинг и се тие работи. Еднаш возев даунхил од водно и толку ми беше јако што врискав, онака. Да. Мислам до тој степен ме зема што ќе се фрлев. Да. Нешто онака до тој степен ми излеза адреналинов што да, али да, лудило е. Веројатно затоа викаат најдобриот серотонин се добива кога спортуваш. И стари тогаш го сакаш оној вистинскиот момент на задоволство и што ти се дешава и се останато. Супер. Дали нешто спомнавме дали нешто не спомнавме што сакавме да го кажам? Да. Очигледно е дека си добар у тоа што го правиш, без разлика колку и да си ти самокритичен. Ја мислам, се надевам дека ќе имам прилика да те гледам некад на шоу. Да, дефинитивно. Дали некад си размишljал да го пренесеш твоето знаење на некои луѓе? Пошто ја, например, има фаза кога предавав и многу ми беше убаво кога го пренесував тоа знаење од дизајнот што го има. Веројатно спортов е многу потешко, затоа што па не, и за уметност и за спорт треба талент. Мислам, не е тоа дека не. Дали некад си размишljал да почнеш као професионално да го пренесуваш? Добро, сега си млад, имаш период доека и кариера да развиеш и све. Ја уште на 17 години заедно со неколку другари отворивме свој клуб. Супер. Боксерски клуб 1060 во Ѓорче. И сакам, уживам во тоа да пренесувам знаење, но малце е тешко да се фокусираш и на себе сега моментално и на други. Дека сакам да го давам знаењето што го поседувам еден ден дефинитивно. Ама кога ќе завршим мојата кариера. Затоа што до колку години ствари? Ова требаше за Тајсон Колефилд да те прашам ствари. Па релативно е, некои луѓе го прават тоа до 35, некои до 30, некои до 38. Зависи како се осеќаш, какви ти биле борбите во животот, како си искачал од борбите, колку си бил повреден, колку време ти требало за recovery. Сум имал, многу повреди. Ама се додека ме служи здравјето, дефинитивно ќе боксувам. Дали 35, 36, 37. Дефинитивно. Супер, значи многу е битно да се одржи кондиција цело време и да се ментална кондиција и физичка. Да, многу често луѓето толку време посветуваат на себе за да изгледаат прекрасно со сикспекови, у главата се петарди. Па да, и затоа тоа е интересно и трае 6 месеци, примери, после нели се тргаат од диета. Треба да се направи лајфстайл да биде. Да не биде диета, да не биде толку ригорозно и да не биде да се убиваш ти себе си за да изгледаш за некого. Едноставно да го направиш дел од животот и да уживаш во секојдневието. Сега вака лесно звучи. Не, види, ништо нема лесно, ја мислам, во животот. Ама доколку се работи на што и да е, едноставно ја мислам дека со тек на време ќе стане и навика и ќе стане и полесно. А на почетокот се е тешко. И јазик да почнеш да учиш сега ќе биде тешко. Ќе ти биде тешко. Дали нешто од брендовиве
пратиш веројатно спортски адвертайзинг како Мгм. све се развива, Мгм. тоа е луѓово Да. до кој степен. За мене Nike е им фри семплинг. Мгм. Ако некад решат да спонзорираат, нека не се одлучат. Мгм, да. Како ти изгледа Nike последниве години, пошто мине целата нивна кампања, Мгм. секоја нивна кампања и она going under limits, Мгм. од хендикепирани спортисти до све останато, Да. колку е битен тој момент, пошто некако мислам дека тие луѓе, како и у секое општество, буквално се отфрлени, некако... Да, ми се свиѓа кампањата на Nike, што постојано идат во poor neighborhoods, прават Мгм. интересни реклами, цело време се about the underdogs. Underdogs у секој смисол, У секој смисол, да, да, што да. кажа, нели, хендикепирани и сите тие работи. Сега моментално, нели, беше ова со Коперник, него го спонзорира и многу го поддржа, што направи, нели, и многу и од едната страна и од другата страна да биде вакво. Ама да, многу ми се свиѓа тоа кај Пошто Nike. некако спортов очигледно е дека може да еволуира и у други насоки, да изврши сериозно влијание. Да, Ова ревайвал of сега на Джордан со The Last Dance, да. па луѓето се полудени, ја не сум видел да се твита толку и да се пише за спорт, не само у македонски стандарди, Да. него онака, устори по-инспиративно е што ми е што у Македонија се збори за спорт, пошто Да, некако Тоа е многу добро. као ние нашето секојдневие е обседнато со други ствари, али очигледно да Last Dance буквално ги здрма Да. у цел свет и прилично е добро, као ја не го изгледав цело. Ние ја го немам Гледам цело, ја само имам една неколку и епизоди, као да. ме потсети кога бевме клинци, пошто јас сум пак од 90-ти растен. Да. И секој мало имаше кошеви и луѓето играа баскет, онака постојано сериозно имаше, се играше да. баскет. И беше некако ме врати у тој момент. Сега може би уште играат баскет, али мојот environment веројатно не е Да, не се е сменија така. време, се малце сменија. поинаку е сега. Али фантастично е колку спортов делува врз луѓево и пошто очигледно е дека ова се hard times Да, и да. ова некако добро изгледа. Релаксант е дефинитивно. Опушта. Да. Здрав диазепам. Што би им препорачал на следните генерации мислам кога би можел да кажеш нешто као што би ги натерало да ги мотивираш некако, пошто ти очигледно е сум мотивиран Да. и борец и фајтер си Да. со сето тоа. Па ја би кажал да пробаат, ако е за спортот, секој може на спорт да го проба, додека не се проба или во едукацијата, во било што. И колку што можат повеќе да се едуцираат од типот да учат повеќе јазици, во нешто ќе се пронајдеш, затоа што многу е тешко во тинеџерските години, така налага малку општеството да те тера да одлучиш ти какво средна школа ќе учиш, па после ќе да одлучиш каков факултет ќе учиш, малку и не знаеш ти на тие години што сакаш да учиш или што сакаш да бидеш во животот. Они те тера да ти да завршиш пример правен или економски или кој да е факултет, знаеш, не те тера, ама ти налага, ти прави притисок општеството, мора да се запишеш, да го завршиш факултетот и после викаш, ама ја не сакав ово. Значи, да пробаат се што можат и да бидат малку по-слободоумни, да размислуваат со своја глава. И ако во моментот не е факултетот опција, да почекаат додека не се спремни да го направат правиот избор. Да спортуваат различни спортови. Така се развива и психомоториката. Спремен си да бидеш после доминантен во било кој спорт и да го одбереш. И така ќе останеш и психички здрав, и физички здрав, и не би го искористил зборот среќен, ама задоволен од себе. Да. Да, мислам, поразително е што у животот сретнуваме луѓе изфрустрирани затоа што никад не ни пробале да се реализираат на друг начин. Да. Само затоа што општеството ти налага некои правила, као мора да го правиш и толку сакаш, као. И секад не секој е спремен да се совлада со тие осудувања. Тешко е, и на да тие години треба да идеш против сите. Значи, таков е менталитетот во оваа држава и мора ти против сите да идеш, не те поддржува никој. И после почнуваш да мислиш на тие години да не сум ја чуден, да не е до мене, што е работа и тука си правиш малце doubts.
На место Али, да биде обратно, да обратно, веруваш да. во себе. Добро, види, Да. веројатно тоа се фази у животот кај Да, што мора да не се за помина. Да, не за џабе се викаат биди тој на кој што си бил помлад, на кој што си му требал. Да, Знаеш, као, да. Така да многу е битно и децата што ќе доаѓаат да ги мотивираме на некој начин да не ги убиваме. Уште старт, пошто многу е лесно да убиеш идеја. Да. Колку и да е некад чудно, секогаш треба да сме отворени кон Треба да се кон- сослуша кон- идејата, да. треба. Да, затоа викам, треба постојано и во тие години на најмладите им препорачувам да пробаат се што може од типот едукација и спорт. Па ако сакаат и пороци нека пробаат, Па добро, као, ама нека не ме ама сваќаат нека да, у- ама у- пороците да. нека не станат секојдневни, Да. као, Значи мора да Freedom of се choice. искусат работи за да може да се донесе правилниот избор во правилно време. Да, малтене Celebrate Life доаѓа у моменти кога стварно сме спремни за животот да го славиме и да Да. го живееме. Не, колку и да звучи тоа клише и И за да нема, например, утре други ден what if, да, за да немаш мисли од типот што ако отидев таму или што ако направев тоа, за да нема midlife crisis, за да нема било какви doubts на после 30 години. Мислам да се проба се во да, во браво. тинеџерството и Многу да многу кажеме. инспиративно. Иначе проигра 42 минути. Аха. Као прилично супер, мислам дека ќе имаме тен добра епизода, поготоа и многу ми е драго што прв пат снимам уживо и Аха. фала ти што го сподели се тоа. да, фала ти на тебе. Многу е битно, знаеш, луѓето да сватат дека треба посветување и борба за себе си, знаеш. Да, Дека никој животот не доаѓа и не ти ги поклонува работите. да. Колку и да звучи ова сурово, извинете, али као мора Постојано човек борба, да се бори. И најбогатите ги Да. имаат борби што ние не ги знаеме само поради социјалните медиуми, нели се прикажува најубавото Да, постојано, да. најперфектното, флолес, секогаш да Мм. биде, секој ден е убавини и сите ти работи, ама сите имаат стресови, сите имаат проблеми. Едноставно, Да, не изобличи социјал медија Да. до тој степен што ја се вадам од памет што луѓе ултра срекни на интернет кога ги сретнеш ваку живо, гледаш демидж и као викаш, уа, Да. као што се дешава. Али да, треба малце некоја паралела да го двоиме тој social life и све останато. Супер, Гого, ја ти посакувам успешна кариера и да не држиш up to date. фала ти многу, ти И- посакувам исто и на тебе. Фала Да. ти, се надевам дека ќе контактираме Од и ќе- уметник на уметник. Да, се надевам дека ќе ни известуваш за своите идни резултати, се надевам дека брзо ќе се отворат и границите, па ќе можеш да се вратиш на Да. американското тло. Вас ве поздравувам сите, се надевам дека уживавте во оваа епизода. За следното го Гого на социјал медија, секојдневно ги поделува своите тренинзи. Гого долна црта Braveheart, имаш сајт Гого? Немам сајт, Али да. не сум премногу Да, активен не со си Twitter, добро, тоа со вајда ова, со менаџерите она, ќе ти го Да. почнат Да. ти го работат такова. Ако решиш да идеш поише на exposure. да, И да, тоа не те прашав, колку е битно exposureот на интернет и тој малтене self-promotion. Многу е битен. Знам дека многу луѓе имаат проблем со тоа. Да, али имам и ја проблем да ти кажам. Имаш така? Ама многу е битен. Многу е Немам битен на да кажам, денешницава. нешто не ти е баш Дури агенти подпишуваат луѓе од YouTube перформанс, има луѓе на Instagram exposure што прават спонсор, ќе излезат, таргетираат одредена публика и се продаваат карти, бизнис е едноставно. И многу е битен. Инфлуенсинг, сериозно е, мислам, Многу е сериозно и ми треба малце да влезам, ја да се прешелтам у таа Добро, тој знаеме мајндсет. луѓе Да. тоа што го работат, така да Да. не е тоа проблем. Ја ве поздравувам, ова беше 18-та епизода, останете добри, немојте да имате mental breakdown, знам дека е тешко се тоа на сите нас. Поразително е дека луѓето не слушаат што зборува, ако видите дека е некој даун, обратете му се и помогнете му, затоа што е selfish денеска да останете да страдаат луѓето. Да. Бидете добри и се слушаме. Гого, фала ти пуно. Фала ти на тебе, се слушаме повторно.